Во време кога цените на основните производи во Македонија продолжуваат да растат, семејните буџети се под се поголем притисок. Трговците признаат дека за одредени производи одредувале и маржи до 50%, а владата наместо редовни контроли нуди нивно ограничување, иако за тоа постои законот за нефер трговски практики. Овој закон може да даде резултати, но потребна е сериозна примена и инспекцијски контроли. И есенската и новогодишната кушничка се покажаа дека се неуспешни и го доиспразниат џепот на граѓаните, токму затоа економистите сметаат дека само замрзнувањето на цените може да биде успешна мерка. Опозицијската СДСМ пак предлага укинување на ДДВ-то за храната и намалување на ДДВ-то на струјата, со што граѓаните би заштедиле најмалку 2000 денари. Ова е само лош театар, коментира за рацин економистот Бранимир Јовановиќ, кој додава дека предложените мерки немаат реален ефект и повеќе служат за создавање привидна акција наместо за вистинско намалување на трошоците за живот. Според него, владата добро знае дека овие мерки не даваат ефекти, но таа всушност и не сака да ги намали цените, сака само да глуми дека презема нешто за да ја преферли вината врз трговците. Ова пак им одговара и на трговците, можеби краткорочно ќе бидат под притисок, ќе има јавни критики и бойкоти, но по некое време се ќе се заборави. Нивните профити ќе останат нечипнати, а цените нема драстично да се променат. Иако на масата има повеќе предлози, останува неизвестно дали владата навистина сака да преземе конкретни чекори за намалување на трошоците за живот или граѓаните ќе останат со празни ветувања и поскап живот и во иднина.